Во ек на пожарите во Македонија уапсени 3 малолетни лица. Полицијата кај нив пронашла 2 шишиња со бензин од по литро и половина, 2 петарди, запалка и течен лепак. Од МВР соопштуваат дека станува збор за странски државјани, а во присуство на дежурен тим од Центарот за социјални работи и адвокат со нив бил извршен службен разговор, пошто биле предадени на социјалните служби. Според надлежните постојат сериозни сомнежи дека за серијата пожари во државава стои човечки фактор, поради што се бираат докази. Првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, вели дека симптоматично е што пожарите речиси секаде избувнаа во исто време кога имаше силен ветер, односно временските услови беа погодни за брзо ширење на огнената стихија. Овие пожари во еден добар дел започнаа во приближно време, а некои од нив и во исто време, тоа беше некаде околу пладне. Голем број на патроли на полицијата, вклучително и незабележливи цивилни лица, се насекаде на местата за кои што постои опасност да бидат предизвикани пожари и верувате дека има ефект затоа што во текот на денешниот ден условите се исти како вчера. Повторно имаме ветер, можеби не толку силен како вчера, но надвор има ветер. Сериозни сомнежи дека станува збор за подметнат пожар има и кај оној кој избувна во близина на Смилковското езеро. На местото на пожарот полициските службеници нашле жици од запалена гума, една ракавица и дел од друга ракавица. Доказниот материјал е предаден на вештачење во СВР Скопје. Дека станува збор за човечки фактор се сомнева и градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Надлежните служби на лице место пронајдоа докази, тоа е гумени ракавици и остаток од запалена гума, што недосмислено укажува на фактот дека се работи за човечки фактор и подметнат пожар. Навистина се работи за еден несовесен чин кој што го загрозува пред се животот на граѓаните, имотот на граѓаните, меѓутоа ја загрозува животната средина. Веќе имаме индици за одредени возила кои што се движеле во овој потек во тој временски интервал и слично. Надлежните институции веќе имаат прибавено видеоматеријал. Предходно уапсен беше и 57 годишник кој во Ѓорче Петров со хартија од табла јајца потпалил сува трева, со настанатиот пожар биле зафатени и изгорени околу 200 метри квадратни тревна површина, а постоела реална опасност огнот да излезе од контрола и да зафати неограничен круг објекти во населено место. Лишени од слобода беа и 2 лица поврзани со пожарот во отпадот за хаварисани возила и старо железо во Визбегово. Тие се осомничени за кривично дело спречување службено лице во вршење службено дејство поради напад на двајца медиумски работници, а едно од лицата сторило и кривично дело непочитување наредба на овластено службено лице или државен орган.